Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Артемон, светиот маченик Крискент и светата маченица Томаида. Свештеномаченикот Артемон бил свештеник во Лаодикија за време на царот Диоклицијан. Пред судијата мачител вака за себе рекол: се именувам Артемон, роб на Христа мојот Бог. 16 години бев чтец и читав книги во црквата на мојот Бог. 28 години бев ѓакон и го читав свештеното Евангелие. 33 години наполнив како презвитер, учејќи ги луѓето и поттикнувајќи ги на патот на спасението со помошта Христова. Судијата го вовел во храмот на Ескулап, каде што вражачите особено негувале големи змии посветени на тој бог. Сите мислеле дека змиите ќе го каснат Артемона, но тој се прекрстил и со силата на крстот ги привлекол сите змии на земјата, така што не можеле да се помрднат. Потоа ги извел сите во дворот, дувнал на нив и сите за миг ги умртвил. Сите биле во голем ужас. А главниот вражач на тој храм, Виталий, видувајќи го ова чудно, паднал на колена пред Артемона и повикал: велик е христијанскиот бог. И маченикот го крстил со уште некои негови пријатели, но злобниот судија останал упорен во злобата и го мачел старецот Артемон со разни маки. Еднаш сакал да го фрли во врела смола, но самиот од конј паднал во неа и изгорел. Биле видени два орла кои паднале на него, го кренале од конјот и го фрлиле во смолата. Свети Артемон останал слободен за известно време и шетал следен за секогаш од своите два омилени елени и го учел народот. Но повторно бил фатен и исечен во 303 година. И душата му се преселила во царството на Христа нашиот Бог, на кого свети Артемон верно му служел. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочну
Светиот маченик Крискент. Тој е од градот Мирликиски, граѓанин чесен и славен. Јавно ја исповедал својата вера во Христа и им се подсмевал на мртвите идоли. Поради тоа од незнабожците бил убиен со оган. Светата маченица Томаида. Родена е во Александрија од честни родители. Научена на благочестие од мала и во 15-тата своја година венчана со чесен маж. Но нејзиниот свекор бил скверен, поган старец и во отсуство на својот син ја нападнал својата снаа и сакал да ја обезчести. Томаида се уплашила и во стравот го опоменувала свекорот на законот Божји и му избегнувала од неговите раце. После долгата борба, свекорот извадил нож и ја заклал снаата, па ја расекол на две половини. Во тој час го стигнала казната Божја. За миг ослепел и не можел да ја најде вратата да излезе. Туку тука во одајата бил затекнат и предаден на суд, каде бил осуден на смрт. Така Томаида пострадала за Божјата заповед, за сопружничката верност и за чистотата. Се случувало потоа мнозина мачени со блудната страст да воздигнуваат молитва кон светата Томаида и да добиваат од неа крепка помош. Големиот подвижник Даниил ги пренесол нејзините мошти во скитот и таму ги положил во гробиштата на свештеномонасите. Светата Томаида пострадала во 476 година. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, бессмертен си и изволиви спасенија нашего ради. Во плоти ти сја од Свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја. Распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи. Един си
Святија Тројци, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Поуки од светите отци. Од Господ ни е дадена заповед за љубовта према луѓето, нашите ближни. А дали тие нас не сакаат или не, ние за тоа не треба да се грижиме. Треба да се грижиме само ние нив да ги засакаме. Старец Јован Крестјанкин.